Кај Рацин јасно се издвојуваат две фази во неговото творештво. Првата фаза опфаќа песни напишани на српски и бугарски јазик, а втората на македонски. Првата фаза ги опфаќа песните посветени на невозвратената љубов што тој ја чувствувал кон Рахилка Фирфовараца. Тој пишувал картички со љубовни изливи, а некој од нив ги напишал со сопствена крв. Овие песни, вкупно 24, 19 на српски и 5 на бугарски јазик, како и 31 картичка го сочинуваат поетскиот ракопис Антологија на болката. Освен овие песни, во првата фаза спаѓа и обидот да напише роман Афион или Опиум на српски јазик, кој не го довршил, а ракописот бил запален при неговото апсење во 1934 година. Во 1932 година добива награда од Хрватското списание Литература за новелата во каменоломот. Тој ги напишал и расказите Резултат, Златен занает, Татко, Тутуноберачи, Пладне, Еден живот, Радоста е голема, Јулус, Новак. Во втората фаза, Рацин ќе биде преокупиран со животот и експлоатацијата на македонскиот народ и ќе пишува на македонски јазик. Ќе ја напише и објави стихозбирката Бели мугри, како и неколку есеи, критики и историски осврти. Стихозбирката Бели мугри е составена од 12 песни, од кои 2 се циклуси, со по 6 и 7 песни, напишани на велешки дијалект со примеси од западномакедонските говори, во кои доминираат социјалните и револуционерните теми. Односно, според лирскиот вид, сите песни во збирката се социјални, а мотивите се аргатски, печалбарски, за пропаднатите занаети, елегични и револуционерни. Насловот на стихозбирката е символичен, пејзаж кој е посакуван од работниците, аргатите и сите експлоатирани луѓе. Тоа е ново утро, нов почеток, нов живот во кој сите ќе бидат еднакви. Бели мугри е создадена под влијание на народната поезија, на зборникот на браќата Миладиновци. Со аргатски мотив се песните Денови, Селска мака, Тутуноберачите, Печал. Во стихозбирката Бели мугри елегија е Ленка, можеби најпознатата антологиската песна на Рацин и балада, балада за непознатиот. Циклусот жанровски го определуваме како елегија, во која се искажува носталгијата по некогашниот чаршиски живот, љубовта меѓу луѓето, љубовта кон саканата и желба за враќање на старите времиња. Единствено во песната Копачите, која е со експресионистичко-револуционерен мотив, поетот јасно повикува на борба против таквиот живот, повикува на револуција. Останатите песни на Рацин се со печалбарски мотив, песната Проштавање, патриотски мотив, елегии за тебе и утрото над нас и исповедно патриотска е песната Татунчо.